студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Августовскиот рок за екстерните испити од матурата за кандидатите кои во јуни не положија или не во целост ја полага матурата ќе биде спроведен денеска и во петок со почеток во 9 часот. Според податоците на Државниот испитен центар, во август за државна матура се пријавени 1328 ученици, за стручна матура 126, а 6 ученици се пријавени за уметничка матура. Пријавените кандидати денеска ќе го полагаат тестот по изборниот екстерен предмет, испит, математика или англиски јазик, а другите странски јазици германски, француски, италијански и руски за август немаат кандидати, исто како и за предметот историја кој е наменет за уметничка матура. На 14 август е полагањето на задолжителниот екстерен испит мајчин јазик и литература. Околу 4000 деца кои годинава треба да започнат со настава во прво оделение се уште не се запишани. Но бројката не е конечна, бидејќи дел од родителите традиционално ги запишуваат децата кон крајот на август и во текот на септември, истакна министерката за образование и наука Весна Јаневска. Но проблемот со намалениот наталитет останува и секоја година се запишуваат се помалку првачиња. Статистички веќе се објавени бројките на загуба на новородени, да речеме 19, 20, 21. Ова се генерација 20, генерација која се запишува и тргнува сега во прво оделение, се генерацијата од 2020 година. Бројките на наталитетот опаѓаат секоја година, за жал, но има и еден друг феномен кој ние не треба да го криеме и со кој се бориме. Дел од учениците и воопшто не се запишуваат во прво оделение. Тоа е проблем со кој ние се бориме, со медијатори, со работа на терен, и тоа е она што се пролонгира до крајот на септември, да речеме. Не би можела да кажам колку тоа се должи на иселувањето или друг вид на загуби, и такво нешто е можно. Кој е тој друг вид? Сега може ли да бидеме малку појасни, затоа што и ова е загрижувачки ако не сакаат да се запишат на училиште? Дел од учениците се користат како работна сила во земјоделието, и тоа е повремено. Некогаш се присутни во училиштата, некогаш не се присутни во училиштата, но во последниве неколку години таа бројка е драстично намалена. И ќе повторам, тоа генерално го правиме преку медијатори. Имаме над 50 на околу 50 на ромски медијатори кои прилично успешно си ја вршат работата, и добро е што таа бројка се намалува. Превозниците од регионот се собраа во Скопје за да порачаат дека ќе ги блокираат сите гранични премини доколку до септември не се најде решение за проблемот кој го имаат со престојот во Европската унија. По воведувањето на новиот систем, тие брзо надминува 90 дена во 6 месеци и потоа имаат проблеми на граничните премини. Радикални протести од септември ако Европската унија не го реши проблемот на камионџиите со престојот во Шенген. Превозниците од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора на состанок во Скопје денеска ги усогласија следните чекори. Вела дека не сакаат протести, но доколку унијата не понуди решение, ќе бидат принудени да блокираат. Бараат средба со Европската комисија и преодно решение за проблемот со правилото 90-180. За да не се случи вие како потрошувачи, како граѓани, да доживеете да нема продукти во нашите продавници, ние да речеме вака, најпак ќе се жртвуваме и ќе застанеме на граничните премини или околу амбасадите на Европската унија, или на други делови каде што имаме странски инвеститори, за да покажеме дека сепак сме тука и дека треба да водат сметка, затоа што една држава, ако си нема свој собствен транспорт, веќе не можеме да зборуваме за раст и развој на економијата. Клучното барање е времето да се пресметува според реалниот престој, во часови, минути и секунди. Наместо секој влез и излез, да се смета како цел ден. Според превозниците, поради честото преминување на границите, возачите реално поминуваат значително помалку од дозволените 90 дена, иако системот покажува подолг престој. Замислите да вам неко брои за 5 минута
cijeli dan ili za 10 minuta vam broji cijeli dan. Kad bi to Evropska komisija bar imala razumijevanja prema tome, mi bih već ostvarili nekakve pomake u svemu tome. Vozači kreću, znaju da nemaju potrošeno vreme, kad dođu tamo jedan mu kaže jedno, drugi drugo, jedan ga pusti, druga ga ne pusti, trguju kao na pijaci, mogu da ti pustim još 3 dana, mogu još 5 dana, a suštinski vozač zna da nije u prekršaju, ali nađe se situacija, ako neće da trguje, mora da se vrati. Ukoliko dođe do protesta, prethodne proteste smo prekinuli uz obećanja. Ovaj put, ukoliko budemo satjerani u zid i izađemo na granice, nećemo se povući do konkretnog rješenja, odnosno do implementacije rješenja. Znači, nećemo dozvoliti da opet budemo izigrani. Sada se osjećamo kao izigrani, jer već 7 mjeseci ništa nam nije riješeno. До конечно решение, велат ќе настојуваат на диалог со европските институции, но немаат намера да се откажат од барањата. Кон крајот на јануари годинава, камионџиите од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црнагора 4 дена ги блокираат товарните терминали на границите. Протестот заврши откако Европската Унија презентираше нова визна стратегија, со која се остави простор да бидат изземени од електронскиот систем за влез и излез од Шенген. Мартин Арсов, Сител телевизија. Нешто повеќе од 1 месец гостиварци најверојатно денеска ќе добијат зелено светло за да ја користат водата од градскиот водовод. За тоа да се случи, потребно е и денешното тестирање да покаже дека водата може да се користи, па што би значило и крај на голготата со која се соочи еден од градовите во земјава откако градскиот водовод беше загаден. Секако за ова ќе се води и истрага. Во двете последователни анализи од водата нема бактерии, само поголемо присуство на хлор. А последниот резултат, кој се чека утре, треба да покаже дали гостиварци по речиси 1 месец ќе добијат питка вода. Водата е добра, квалитетно добра, веќе неколку денови, но одлучија да го намалат, му наредија на ЈЕПО Комуналец да намали количината на разредениот хлор во водата, за да испитуваат во намалени количини на хлор како ќе излезат резултатите. Дури гостивар чека питка вода, епидемијата и денеска е цел на партиски обвинувања. Локалниот кризен штаб ја продолжува забраната. Се дели вода на 5 точки. Селата и делови од градот се уште на техничка вода за пиење. Граѓаните веќе јасно разбираат зборот на Мицковски и на организираната криминална група ВМРО ништо не вреди. Филипче и Рената Младеновска треба да кажат веднаш зошто со години молчеле за загадената вода во Гостивар. Токму оние кои со години имаа политичка и институционална моќ, денес најгласно се обидуваат да префрлат одговорноста на други. Наместо денес да морализираат, треба да одговорат зошто не постапиле под добените над 400 извештаи кои укажувале на загадена вода во Гостиварско. Гостиварци мора да дознаат зошто биле труени со години. Во Гостивар забраната за пиење на водата е од 17 јули. Во моментов смее да се користи само како техничка, но граѓаните велат дека и за тоа им е страв да ја употребуваат. Над 5000 граѓани побара лекарска помош поради симптоми на труење од гостиварската вода, која беше загадена со фекални бактерии. Тамара Дичевска, Сител телевизија.